станува збор за опожарена барака која е залепена со соседен објект. Затикната е пожар во разгорена фаза. Брзо интервенирано, направен е секторирање на објектот, пресечено е ширењето на пожарот кон соседниот објект. Останатиот дел е изгаснат брзо и ефикасно. Интервенирано е со 6 противпожарни возила, 20 пожарникари. Она што може да се каже дека благодарение на брзата интервенција на колегите, пожарот е спречено да се прошири на соседниот објект и да се предизвика дополнителна материјална штета. Првична информација што би можел да настане пожар? Не би знаеле, тука да кажеме станува збор за дел од напуштен објект, дел биле порано некои работни простори. Она што ни беше кажано дека престојувале тука бездомни лица, пребаран беше објектот, од она што можеме првично да најдеме, немаше лица внатре, нема повредени, што е најбитно во целата интервенција, така да брзо и успешна интервенција реализирана од колегите. Целосно ли е опожарен објектот, бараката? Пожарени се околу 300 квадратни метри. Она што беше отежнувачки фактор е што од едната страна на објектот се наоѓа објект кој е во градба, односно имаше ископ кој ни отежнуваше интервенцијата, но се потрудиме тоа брзо да се санира, да не се прошири на соседниот објект. Нема оштетување на стамбената зграда, на дуќенот? Не, нема, на дуќенот нема никакви оштетувања. Тоа беше и приоритет да се сопре ширењето на пожарот кон дуќенот, што беше и успешно реализирано. По добиената информација за настанатиот пожар и доставените снимки до општината и до мене лично, заедно со штабот за заштита и спасување, излеговме на терен да видиме за што станува збор. Пред се голема благодарност на противпожарната служба за нивната брза реакција и за целосно гаснење на самиот локализирање и гаснење на самиот пожар. Со нас и екипите на МВР дискутиравме и со нив. Нашите информации до сега се дека за среќа немаме повредени од самиот настан. Во моментов ќе испитуваме чиво е земјиштето, самите бараки кои што се изгорени, дали земјиштето под бараките е нивна собственост и така натаму. Има некои информации, можевме да забележиме овде на терен дека некое семејство било населено сега, дали било или легално не знаеме, но што беше со нив, беа ли тие до моментот внатре, за што се работи, знаете? До општината пред неколку месеци до инспекцијските служби е пристигнато известување дека има населено семејство во тие бараки, диво. Од страна на инспекцијските служби се превземени одредени чекори за да семејството биде отстрането од диво населените простори. Имаме информација дека тоа било неколку месеци вселено диво во тие простори и не кеме да прецизираме дека не заврши истрагата кои се причините за настанување на пожарот. Битно е дека првичните информации беа дека имало деца внатре. Последната информација која што имам од МВР и од командирот на полициската станица Беко е дека во просториите немало никој. Овој дел се гледа дека е за опожарена згради. Дали има дозвола односно за градба Да. и тек ќе добие или... Кај што се тарабите има дозвола за градба, а за следните нема ни поднесени ни барања. Началник, ова е втор ваков пожар во вашата општина кој се случува во рекот една година, значи на стар напуштен објект на елитна локација градежна. Се сомнева дали дека можеби урбаната мафија си го прави своето. Бидејќи тоа си коментарите тука на граѓаните. Ова е трет пожар од која јас сум градоначалник на општината. Едниот беше во парк, каде што се запалија бараките на судот. Потоа беше пожарот во Треска и ова е сега трет пожар. Како што ни се информациите за трите пожари, причината е една, а тоа е диво вселени граѓани кои што го се причинители за самиот пожар. Во моментов, она што го имам како информација, дополнително текот на денот и ќе се произнесеме е дека има собственост и на бараките и на земјиштето. Има дуб кој што е во важност, не би гледал кои би биле причините да некој сам си го пали земјиштето за да гради, доколку може да го сруши истото па да гради, мислам. Да поднесе барање за документација и слично до општината. Дали има други прашања? Во дупот и на оваа локација која што во моментов се гради и на таа што е соседната кај што гори има маркици за град. За ден за жртви изборуваше некој Тоа го кажав дека нашите последни информации од МВР се дека
од кога настанал пожарот дека немало лица внатре по самиот објект.